Raste bројот на дечиња со рамни стапала. Ваков проблем има секое трето дете од регионот на возраст до 5 години. Причини за ова има многу, но меѓу другото лекарите предупредуваат дека теписите и папучите им ги упропастија нозете на децата. Бидејќи на стапалото не му се возможува со текот на животот да се тоа оформува, ги нема тие допирни точки, тие дразби кои што доаѓаат до Центарот за развој, стапалото останува по основа на фидбек системот, останува недоразвиен, значи не се оформуваат кривините кои што треба потоа да делуваат како амортизери. Туку остануваат рамни, прави. Вториот најголем проблем кога во прашање е локомоторниот систем е така нареченото издолжено стапало. Имаме силно зголемен свод на средината на стапалото. Предниот дел од стапалото е издолжено и спуштено на надолу. Ваквите стапала имаме ограничување на подвижноста, голема ригидност внатре на стапалото и имаме проблеми при подолготрајно стоење, одење, качување по скали, слегување по горници. Деформитети на стапалата можат да бидат основа за голем број здравствени проблеми, па состојбата мора да се лекува додека за тоа има време, односно во детската возраст. Дел од проблемите се третираат исклучиво во здравствени установи, но дел можат да се коригираат и дома. Децата се пуштаат што повеќе, барем во периодите кога е тоа можно, да одат на боси, да одат по неровен терен, бидејќи така бранејќи се стапалото од ударите кои што ги добива, се добива и таков стимулус за развој на истите. Во борбата против деформитетите на стапалата се вклучија и градинките. За да не дојде до такви последици, ние започнуваме со работа со овој проект, кој што ќе се реализира во текот на наредните месеци и се надеваме дека на крајот со завршувањето на проектот ќе добиеме и позитивни резултати во одстранувањето на рамните стапала кај децата. Нешто мора да се стори, зашто деформитети на стапалата се најчест здравствен проблем и дури 60% од населението имаат некаков проблем поврзан со локомоторниот систем.